Тешко е во овие јануарски денови да се патува по Радика, која со своето шумолење ја разбива тишината по долна река. Радика тече и во себе носи една вистина за овај крај, една долга печалбарска традиција. Овде печалбарството не од вчера. Овде се одело на печалба од памтивек. Но огништата останувале тука. Немало раселување. Долноречани тешко се решаваат да го напуштат својот дом и да заминат за секогаш во светот. Долноречани ја сакаат Радика, овај убав предел каде што, како што велат, нема ни плодна земја, ни пасишта за сточарење. Тука луѓето со децении биле дзидари, со години биле печалбари и гурбетчии. Сега тоа е дел од минатото, една епизода. Сега гурбетчиите станаат текстилци. Па јас, другари, порано сум бил како градежен мајстор, значи сум работал, сум одал по други места, значи Струмница сум одал, во разни места, во Веле сум одал на работа, така годиње сме одили. Кога се отпочна овој погон овде, порано задругата била со други работи, значи се бавила со мали производства, значи не е имала намера за ваков значи тип домашиње. Кога дојде до вакво машиње, ние се пребациме овде за позгоден живот, поблизу да бидеме значи во овој крај и така се запослив овде. После катастрофалниот земјотрес во Скопје и тешкото оштетување на фабриката Кузман Јосифовски Питу во Скопје, ние се обратиме и ни се отстапие 20 разбои механички, со кои ги пренесоме тука кај што гледате тие нашите објекти, ги лоциравме и започнавме да ткаеме меѓупоставно платно. Во Птуј зедоме уште 40 исто стари разбои, кои што ги донесоме и ги лоциравме во зградата во Скудриње, која беше наменета за чилимарство. Така почна првото производство индустриско на меѓупоставни платна во овај наш тука регион. Тоа беше све желба наша за да створиме запослување на овај крај овде, како што гледате, да го укиниме овај печалбарството, бидејќи нашите луѓе се претежно зидари и се гурбетчи. Луѓето од овој регион, со нескриени амбиции и желби, со ентузијазам и доброволни акции, му ставија крај на печалбарството и гурбетот, ја спречија миграцијата. Гурбетчиите се вратија дома, а младите останаа. Фабриката, која сами со години ја создаваа, сега за нив значи нов живот. Ретки се денеска селата, каде што може да се видат толку деца, толку живот, како во Скудриње. Денеска во него живеат околу 1700 жители, од кои над 400 се деца. И не е чудно што го сакаат селото, животот покрај Радика, и не е чудно што не помислуваат на иселување. Јас се викам Негриевска Славица. По завршувањето на осмолетката осмоделение, пошто се отвори фабриката Единство од Скудриње, почнав да работам прво како работничка. Имавме курс од 2 месеци.
по освојувањето на тоа праксата, почнав да работам како ткајачка во ткајачницата. Ние, пошто немавме друг избор, по завршувањето на 8 решивме да се запослиме тука. Тука работиме скоро 3 години во оваа фабрика. Исто така работи тука и мојата сестра ова и уште една друга таа работи исто тамо ткајачка. Порано одевме, као гурбетување одев скоро 10 години на гурбет по секаде. По Струмница, Гевѓелија таму, секаде одев, Скопје, Тетово, сум работил, градежни работи. А сега ми е порано дека, значи, сум при фамилијата. И редовно сум од 64 година, па до денеска, скоро 12 години сум текстилен работи и сум квалификуван. Јас се викам Мајрули Јусуф, завршив 8 одделение во село Скудриње и бидејќи немам можност за да се школувам, се запослив во фабриката Скудриње. Ако не беше и тоа, требаше да бидам малтерџија или дзидар. Јас сум еден од најстарите работници во текстилна фабрика. Уште во почетокот кога се формираше оваа текстилна фабрика, машините кога дојдоа 16 машини од Скопје, од Питу, работеме по тешки услови, бидејќи ние не бевме уходани во текстил, него бевме гурбетчи. Работаме по други струки. И кога дојде машините од Питу, имаме еден мајстор од Скопје кој ги монтираше и тешко можеме да се справиме, не ни беше позната оваа струка. Постепено, со поголеми маки ние се уходаме и некако ни одеше понатаму после работата, и така постепено се развиваме и развиваме една фабрика. Све нагоре и нагоре оди работава. Значи се труди. Нарочито што е, можам да кажам лично и за мене, и за други останати овде села, нарочито Скудриње, Присојница, Јанче, Косовраст имаме, Могорче имаме, без запослени, све што иде и поголем број на запославање. И би рекол да е као најважно, најголема радост во овој крај, кој ние досега не сме ни слушнале за фабрика, сме слушнале, али не сме ја виделе и да работиме нарочито во неа. А сега ни се даде могуćност, кој сега работиме и ми е со машиње, и за овој крај можам да речам едно светло ести, значи, кој може веќе вијаме, нарочито за млади деца, кои се сега запослени, овде имаме околу 250 до 300. Имаме и горе погон, значи као конфекција. Има и таму и жени, околу 50-60 запослени. Значи, се вија во овој крај сега една радост е дојдена, како да речам, како што е дојдено
за цела Југославија од како дојде другарот Тито, така за овој крај нашов можам да речеме дојде на оваа фабрика, значи кој можеме да сватиме што значи гурбет понапред што сме работили во други места. Порано не сум видел фабрика и текстилни машини не сум знаел. Овде почетно видов овие машини и така чудно ми беше, а денеска за нашиот крај, за нашето село исклучиво е една голема новина што ние се разиме во оваква фабрика. Со проширување на погонот, уште со првите машини се појави проблемот стручното образование на работниците. Со оглед да овде постоеше стара традиција, кои беа исклучиво мајстори, зидари по градежништво, беше проблемот и начинот како на кој начин да се истите работници по брз пат преквалификуваат и доведат во текстил. Тоа го успеевме на тој начин со образување на тромесечни курсови по пат на квалификација, која во почетокот имаше поголеми потешкоти, меѓутоа покасно се увиде и од самите работници да потребата е неминовна да секој биде квалификован. Така да денеска ние можеме да речеме слободно да имаме 35% од работниците квалификовани во струката текстилна, а истовремено и новите ткачи кои доваѓаат работници по пат на тестирање од 15 до 20 дена вршиме стручно преквалификување. Истовремено во текот на нашите размислувања перспективи зацртуваме план да обезбедиме една паралелка за квалификација на оние ученици кои паѓаат од осмолетка, така да регрутување на нашиот кадар вршиме преку таа паралелка. Па, нашата фабрика денес представува, по моје мишлење, големо значение со тоа што од негде во 17-та година ние одлучиме да слезиме покрај реката Радика, да тука направиме ова миниатурна фабрика која што ја гледате денес. Тука денеска најдуваат запослување изнад 300 вработени, се направи 3 хали припремно оделење, ткачница и завачно оделење. Посебно уште една зграда се направи од таа страна, која што се вклопени помошните простори за работилница, магазински простори и дел на машини од старите разбои. Денеска тоа е нова, модерна текстилна фабрика во која со помош на стопанските банки од Скопје и Гостивар и со собствено учество се вложени 1.600.000.000 стари динари. Фабриката, лоцирана непосредно до Радика, произведува околу 800.000 метри ткаенина, а реализира вкупен приход од над 2,5 милијарди стари динари. Единство од Скудриње тесно соработува со поголем дел од големите фабрики во Југославија. Да го споменеме само Борово, кој со гумирано платно за своите производи се снабдува од тука. Производството редовно се продава, залихи нема, а ликвидноста никогаш не била доведена во прашање. Тоа е фабриката денес. Јас сум Самир Алабаси, иначе текстилни инженер, хемиска космера. Завршил сум виша школа у Лесковцу. На радно место сум шеф дорада. До сада ми смо овде у Скудриње, наши артикли смо дораđivali у друга фабрика, у Велес, Тито Велес, Номче Камишева. Иначе, наша дорада веќе
konačno je puštene pre jedno pola godine i većina artikla naše, 90% ide preko, da li je bojenje ili dorađivanje ide preko naše dorade. Ja sam rođen u Iraku, oženio sam se u Jugoslaviji ovdje. Ovdje sam stvarno naišao na dobar prijem u Skudrinje i mnogo se dobro osjećam. Inače, fabrike nam dodelile stručnjacima, gore imamo naše mi stanove. Ljudi su mnogo izvrsni. Kažem, momentalno problematika u poslu nema mnogo, ali ćemo naći će se problematiku kasnije. Ja mislim da ćemo mi to preporoditi. Stručниот кадар vrlo teško se snajdуваме, меѓутоа ипак на некој начин обезбедиме. Така да денес имаме 2 инженера, 4 техничара, 4 високо квалификовани текстилци. Сами успособиме изнад 80 работника кои ги оквалификуваме преку заводите за запослување. Така да до некаде тој проблем е решен, меѓутоа и понатаму ни стои тој проблем. Со самото вработување во текстилна фабрика, во која се опфатени работници од селата Скудриња, Джиевци, Јанче, Присојница, па и од околните Ростуше, Битуше, Велебардо, Косоврасти и Могорче, се запре миграцијата од селата, која трескавично ги имаше зафатено некаде пред 12 години, а од друга страна се запре притисокот на работната сила од овие села во градовите. Инаку можам да кажам дека поголемиот дел на вработените во текстилна фабрика при наша организација, односно некаде околу 70%, опфаќаат млада работна снага, младичи и девојки од овој дел на Радика. За понатаму со среднорочниот план 76-80 година предвидуваме да стартираме и понатаму на кредити, што сакаме да се прошириме уште 2 хали да изградиме, посебно магазинскиот простор ни е во недостиг, негде производството да се зголеми на 3 милиона и 100.000 метри, тоа е негде за дупло повеќе од сега. Доходот негде треба да нарасне на 50 милиона динари и негде и остаток од доходот за 10 милиона динари. Со тоа сметаме и да запослиме изнад 500 работника. Значи, во овој погон, од сега, како што е започнато, ако би имало да се прогледа со поголеми очи и други фабрики да помогат и општини, можам да речам, значи да имат, да дадат некои средства, може да биде уште поголем успех на овој крај и би требало да се даде на ваков еден крај во ово сиромашно место. Значи, оваа фабрика е, можам да речам, како би рекол, не само за нас што работиме овде, него и за подругите што се дава могуćност да требите и тие сакаат да се запослат, ако би се расширило, значи за поголем аспект да има, како што оди напред, може да дојде и до 500 работници и до повише може да дојде ако би потргнало како што сега покажува директорот, значи сака да запосли повеќе работници. Ова е вистинската приказна за овај крај, за овие луѓе кои гурбетот го заменија со сопствено производство. Ова е вистината за напуштената традиција, за желбата, за оствареното. Ова е дел од нашето секојдневие, дел од патоказот за иднината на нашето село. Згаснатите огништа, катинарите на портите, празните улици,
ќе останат само како спомен, како минато. А стварноста е точно оваа, која ја регистриравме со нашата камера. Ова е вистината за Скудриње и за Долна река.